Добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести. Председателот на владата Христијан Мицкоски ќе присуствува на самитот на лидери Нашиот план до ЕУ, кој денеска ќе се одржи во Тирана. Предвидено е премиерот Мицкоски да се обрати на панел дискусијата насловена Исполнување на заеднички обврски, резултати и забрзување. Интензивниот дожд што непрекинато паѓа од синоќа предизвика повеќе одрони на патниот правец Делчево-Македонска каменица. Според информации од возачи, најголемите наслаги од земја и камења ги има по селото Очипала во близина на местноста Баткова чешма, каде на коловозот е забележано поголемо количество наноси. Помали одрони се присутни на неколку делници долж трасата, поради што сообраќајот се одвива отежнато и со потребна дополнителна предпазливост. Патот е влажен, а видливоста намалена, што дополнително ја усложнува состојбата за возачите. Надлежните служби упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да се движат со прилагодена брзина и зголемено внимание. Екипи се на терен и работат на расчистување и обезбедување на патниот правец. Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата денес ќе одржи седница, на чиј дневен ред е утврдување на предлог листа за избор на председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Антикорупцијската комисија добива нов председател на местото на Татјана Димитровска, која даде оставка откако беше обвината во случајот Адитив за откривање службена тајна и компјутерско фалсификување. Двајца инспектори од Штип за пари му дојавувале на газдата на Пулс Дејан Јованов за ненадејните контроли. Синот Михаил Јованов им плаќал. Основното јавно обвинителство повело постапка против вкупно 11 лица кои се осомничени за коруптивни поврзани со работата Пулс, а меѓу осомничените се даночни контроли од службата за даночни контроли при регионалниот даночен инспекторат во дирекцијата во Штип. Потоа даночни инспектори и управители од регионалните дирекции на управата за јавни приходи во Штип и Струмица, како и инспекторка од државниот пазарен инспекторат. Меѓу осомничените се и сопственикот на Пулс и неговиот син, како одговорно лице, кои веќе се опфатени во првиот предмет за пожарот во така нареченото кабаре, кои заедно со уште 33 физички и 3 правни лица седнаа на обвинителна клупа на првото ручиште од судскиот процес за Кочанската трагедија. Во соопштенијето од обвинителството не се наведени имињата на осомничените, но во случајот со сопственикот и одговорното лице известно е дека станува збор за Дејан Јованов Деко и неговиот син Михајло Јованов. Испразнетите места во владата, прв вице-премиер, министер за животна средина и заменик министер за одбрана, се очекува да се пополнат следната недела, најави премиерот Христијан Мицкоски, откако Изет Меджити стана градоначалник на Чаир, а заменик министерското место во ресорот одбрана остана празно, по заменувањето на Арбен Таравари и дел од Алијанса за албанците во опозицијата. Впечаток е дека премиерот го забрзува владиниот партнер да пресече за новите кадровски решенија на Илинденска, бидејќи во вреди уште нема конечен договор како да се распоредат позициите. Премиерот е дециден и дека на владата не и треба засилување со опозицијската Алијанса за албанците, предводена од Зијадин Села, откако тој испорача под кои услови би влегол во власта. Висок функционер од владата за Слободен печат вели дека Мицкоски досега ниту е консултиран, ниту добил предлог листа за новите кадри од вреди. Темата е на Марија Трајковска. Најавеното мартовско зголемување на пензиите за 1000 денари заедно со септемвриското од годинава одат под лупа на Уставен суд. Сумата од 1000 денари што ја најави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочаска, која навестува ново линеарно зголемување на пензиите, беше пресретната од Уставен суд. Ке имали пари за идните пензионери? Дали државниот ПИОМ е под финансиски ризик? Дали е загрозена стабилноста на касата, од каде пензија треба да дочекаат сегашните вработени? Ова се прашањата кои според економистите и познавачите се отвораат повторно по објавување на новите проценки за буџетската 2026, во која сумата за исплата на пензии се зголемува за скоро 170 милиони евра, а минусот во касата на ПИОМ се продлабочува.
Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска ги увери граѓаните дека предложените измени на законот за ДДВ нема да донесат дополнителни трошоци за онлайн купувањата од странство, вклучително и нарачките од платформи како Тему. Таа посочи дека цената што ја плаќаат корисниците останува конечна, бидејќи ДДВ се пресметува уште во моментот на самата нарачка. Димитриевска-Кочовска објасни дека целта на законските измени е усогласување со европските правила за е-трговија и подобрување на ефикасноста на наплатата, без да се промени досегашната пракса за малите пратки што пристигнуваат во земјата. Според министерката, меѓународните електронски платформи користат автоматизиран систем преку кој данокот се пресметува и се плаќа веднаш при купувањето, што значи дека при пристигнување на пратките нема да има дополнителни плаќања, административни постапки или непланирани трошоци за примателите. Крвава ноќ во Запорожје и во Одеса. Украина брои жртви во две паралелни руски офанзиви. Најмалку 5 мина загинати и 8 повредени е билансот од два одделни руски напади во Украина. Руската војска вчера вечер објави дека го освоила градот Купјанск, украинско упориште на североисток, еден од градовите каде што руските сили напредуваа во последните недели. Купјанск, кој имаше население од 55.000 жители пред војната, беше во руски раце неколку месеци во 2022, но беше ослободен од украинските сили во септември истата година. Објавен мировниот план на Трамп од 28 точки за окончување на војната во Украина, кој му беше презентиран на украинскиот претседател Володомир Зеленски во Киев, а во него се наведува дека ќе биде потврден суверенитетот на Украина, која мора да се откаже од дел од своите територии. Планот предвидува дека Украина ќе вклучи одредба во својот устав дека нема да биде членка на НАТО и дека ќе го задржи својот ненуклеарен статус, пренесува Ал Џазира. Во него се наведува дека Крим, Донецк и Луганск де факто ќе бидат признати како руски територии, додека во Херсон и Запорожје сегашната линија на фронтот ќе биде замрзната, а распоредувањето на трупи на НАТО во Украина ќе биде забрането. Откако ќе биде потпишан мировниот план во Украина, мора да се одржат избори во рок од 100 дена, а предвидена е амнестија за сите учесници во војната. Прочитете повеќе од Слободен печат. Украинскиот претседател Зеленски го одобил американскиот план за завршување на војната и има намера за него да разговара со својот американски колега Трамп. Владата на Украина сака конструктивно да соработува со американската влада со цел да обезбеди достоинствен крај на војната, соопшти канцеларијата на претседателот Зеленски. Тој има намера во наредните денови да разговара за предлогот со американскиот претседател Доналд Трамп. Исто така беше наведено дека Украина се стреми кон мир од почетокот на војната и дека ќе го поддржи секој суштински предлог кој приближува до вистински мир. Во меѓувреме и Европската унија го формира својот план за Украина. Германскиот канцелар Фридрих Мерц интензивно го координира сопствениот план на ЕУ за решение во Украина. Утрото на 21 ноември весникот Wall Street Journal објави дека европските лидери почнале да го подготвуваат својот план за решавање на ситуацијата во Украина, а Брисел има намера да го презентира на Киев во наредните денови. Вашингтон го затвора унгарскиот новински сервис на Радио Слободна Европа 5 години откако беше повторно лансиран за да им обезбеди на унгарците точни, независни вести и информации, објави радиодифузерот со седиште во Прага во понеделникот. Содржината на сервисот ќе остане достапна онлайн. Нема да има палестинска држава, рече израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, бидејќи како што изјави, таквата држава би представувала екзистенцијална закана за Израел. На прашањето од новинарите што го спречило нормализирањето на односите меѓу Тел Авив и Ријад, Нетањаху рече дека војната во појасот Газа го отежнала напредокот во тој процес, но нагласи дека условите за нормализирање на односите сега можат да се развијат како што војната се смирува. Смртоносни свлечишта во Индонезија, најмалку 30 жртви. Со продолжувањето на пребарувањето на островот Јава, кој беше погоден од свлечишта поради обилните дождови, официјалниот број на жртви се зголеми.
700 луѓе, членови на службите за пребарување и спасување, војската, полицијата, волонтерите, се распоредени и учествуваат во напорите за пронаоѓање на исчезнати. Процесот е комплициран поради ризикот од нови свлечишта поради врнежите од дожд и акумулацијата на вода во областа. Пребарувачките тимови користат багери и специјално обучени кучиња во операцијата. Сезоната на монсуни во Индонезија е обично од ноември до април. Често е синоним за лизгање на земјиштето, ненајдени поплави и болести што се шират преку вода. Уште една вест од светот. Силен земјотрес со магнитуда од 5,7 степени го погоди централен Бангладеш ова утро, при што загинаа најмалку 6 лица, а десетици беа повредени, според извештаи на локалните медиуми. Треморите беа широко почувствувани низ Западен Бенгал и други североисточни држави, принудувајќи ги луѓето да брзаат надвор. Во Дака, жителите во паника трчаа по улиците, а некои импровизирани објекти се урнаа. Гледавте вести на Слободен печат, повеќе информации побарајте на нашиот сајт.